Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа јас сум тука за тебе, да знаеш јасно колку си вреден. Среќа и љубов во секој човек, за подобар свет во овој наш век. Дали сте се заинтересирале за подлабоки и суштински теми? Дали сте предпоставиле колку е важно како се храниме? Дали спортувате, пеете, танцувате? Дали се запрашувате како да си го направите животот посреќен? Дали сте ја започнале потрагата по себе си? Емисијата која ќе ви даде идеи и мотивација, која ќе ве разбуди и насочи по патот на вистинските вредности. Тоа е новото кул и младите веќе го живеат. Бидете своји, пронајдете се, следејќи ја новата емисија исполнета со среќа. Со љубов, Стефанија. Дали можеме да бидеме со добри мисли за се? Малку е потребно тоа да се постигне. Кон секого да гледаме со почит, најважно е само со убав збор да се разбираме. Секој од нас да подари малку љубов, немирот ќе престане, нема да има поделби. Секој од нас да подари малку љубов, немирот ќе престане, тогаш сложно сите ќе живеат. Дали можеме да бидеме со добри мисли за се? Малку е потребно тоа да се постигне. И секој од нас да направи по една добрина на ден, тогаш овој свет ке е прекрасен. Секој од нас да подари малку љубов, немирот ќе престане, нема да има поделби. Секој од нас да подари малку љубов, немирот ќе престане, тогаш сложно сите ќе живеат. Ша-ла-ла-ла, па
Со љубов Стефанија е емисија која сака да ви ги прикаже животните реални ситуации од поинаков аспект. Ке ве натера да се замислите и да си поставите подлабоки прашања, чиј одговор, ако подобро размислиме, лесно го наоѓаме во самите нас. Едно поинтересно доближување на животот во тишината ќе имаме во денешната емисија. Мои гости се децата од Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и деца со проблеми во развојот од Кочо Рацин Битола. Заедно со нивните учителки Драгана и Катерина, која ни прави превод на знаковен јазик. Како што најавив, мои денешни гости се децата од Заводот Кочо Рацин Битола со нивната представничка Драгана, секако дефектолог, и нивна учителка. Останатата учителка која што секако ќе ни преведува е Катерина на знаковен јазик. Ќе се потрудиме да доловиме некакви моменти кои што сме ги имале заеднички, заедно со овие деца, но пред се сакам да им кажам добре дојдовте. Добре ве најдовме. Многу ми е мило што ми сте гости мене точно во оваа емисија, затоа што, како што знаеме, пренесуваме љубов и шириме позитивна енергија. Драгана, пред да ги представиме децата, кажи ми колку време работиш ти во Заводот? Од кога ги познаваш? Во Заводот работам 3 години, континуирано, значи сите деца се од тогаш. Тогаш ти почна да работиш заедно со сите деца, значи сите, заедно. Да, нови нема, сите се еве веќе знаеме, Ибо, Грета, Мартин се веќе 9 оделение, тие сега ќе завршат, ќе одат Скопје, а другите ќе ги представиме, ајде покасно па ќе Кажи ми ти лично, какво е твоето искуство да се работи со овие деца? Значи, искуството е преубаво. Со децата преубаво се работи, има многу љубов во нив, значи сакаат да соработуваат, посебно на вакви манифестации, сакаат да учествуваат, како што е проектот со тебе, многу те сакаат, одвај чекаат, ајде кај Стефанија, значи преубаво. Прекрасно. Кажи ми, кога учевте, кога имаше обука, значи на факултет, да кажам, дали имаше реална врска со ова што го доживуваш денес? Не, значи на факултет скроз различно. Пракса, ништо од тоа. Знаковниот јазик го учевме заедно со децата. На факултет немаше ништо од знаковен јазик, а децата се самите учители на знаковен. Многу интересно е што јас тоа што го забележав е откако се запознав со нив, почнавме и без знаковен јазик да се разбираме, што значи дека тие деца доколку се социализираат, веќе почнуваат да читаат од уста и да разбираат што сакаш да му кажеш. Да. Ајде да ги представиме едно по една, ајде да започнеме од Влора. Можеш да ни ја представиш? Влора Велију, доаѓа од Охрид. Можеш да ни се представиш? 4-то оделение, ќе ви кажи само. Влора Велију, доаѓа од Охрид. Али Екбер Шакиров од Кочани. Грета Велију, сестра на Влора, и таа од Охрид. Ибо Шакиров од Кочани. Джели Лусеиновски од Прилеп. Мухамед Алиев од Велес. Сара Тошевска Битола. И Мартин Стојковски Куманово. Сакам да ми кажеш
Каков тип на оштетување, колкав процент, доколку имаш можност за сите да ми ја објасниш секако? Значи, Влора, Али, Грета, Ибо, Мухамед и Сара, на едното уво имаат 100% оштетување, додека со апаратчиња на другото уво имаат мали остатоци од слухот, а додека Мартин 100% слуша, значи тој нема оштетување на слухот. Значи, тие деца што имаат оштетување на слухот, всушност во процесот на работа, вие работите со нив за да го подобрат, како што разбирам? Да. Освен настава, значи, кај нас има и работа во кабинети и во нив се работи на подобрување на слухот со вежби, со разна апаратура. Процесот на работа, школска работа, да кажам, можеш ли да ми го објасниш на кратко како оди, до кое одделение се извинувам? Значи од предшколска возраст, значи од негде 4-5 години доаѓаат кај нас, па се до 9-то одделение. Школскиот процес е ист како и во редовните училишта, се учи по иста програма, сега нормално со мала редукција, упростување на истата, ама во главном тоа е тоа. Колку што можат да усвојат. Попланне вежби, повторувања, тие што остануваат, пошто повеќето се интернатски. Тоа е тоа. Значи, како интернат функционира и таму децата многу се дружат, како што знам јас. Значи, затоа и создадена е можеби таа позитивна енергија меѓу нив, затоа што веќе функционираат како семејство. Да. Исто така ме интересира што се случува понатаму со овие деца. Понатаму, кога ќе завршат кај нас, одат во Скопје, во Партенije Зоографски, тоа е средно училиште за глуви, и таму како работно способување имаат. Машинска струка, се точно не ги знам струките, ама од прилика. Козметичко да не има, шивачко, значи се обучуваат струки. 4 или 5 години, зависи. Значи можат да го развиваат понатаму талентот во секој... Има и ученици кои што продолжили на факултет, од кај нас што точно тоа е тој момент што треба веќе да се прифаќаат се почесто во општеството и да им се нудат работни места на овие луѓе, затоа што од мое лично искуство сватив дека има многу талентирани деца и дека некои таленти кај нив се дури уште понагласени. Сакам да го споменеме периодот кога всушност ние почнавме да се дружиме. Ќе го раскажам точно тој момент јас, затоа што Драгана не беше со нас. Кога започнавме да правиме турнеја со ретроперспектива, промоција на мојот прв албум, јас решив да направат тие, да бидат дел од мојот перформанс, кој беше со цел да пренеси голема порака, тоа што ни лежи на нашето срце или во нашата душа, ние да го пренесеме на поинаков начин, односно преку танц и преку знаковен јазик. Сите овие деца учествуваа заедно со мене, така што на секоја песна различно дете учествуваше, ќе го видите секако во прилог на оваа емисија, нивниот настап. И тие деца всушност подпомогнати од нивните учителки на знаковен јазик ги пренесуваа зборовите на песните кои што беа во албумот Ретроперспектива. Имавме прекрасно искуство затоа што поминавме 8 места, што значи бевме во Охрид, Прилеп, Струмица, Скопје бевме на 2 места, МКЦ и МНТ. Велес, ако го споменав, се извинувам веќе да не заборавам некое место. И во секој случај идејата беше да се социализираат тие деца со тоа што беа уклучени деца од балети, деца од балетски школи, се извинувам, од тие градови каде што настапувавме. Што значи дека овие деца се дружеа заедно со тие деца. И тоа секако им помогна многу во понатамошниот развиток. Сакам да го прашам Мартин, затоа што тој е најкомуникативен тука, за сега. Се надеваме дека, здравје Боже, по некоја година и овие деца ќе можат комотно да се разговараат со нас. Мартин, кажи ми, какво е твоето искуство, како си помина на турнејата? Што значеше за тебе турнејата? Многу убаво, си поминав супер. Ова прилика беше за нас супер, одлично. На Forbidden, и уште една,
Како се вика? Sunrises мислам дека беше. Така нека, Да. на англиска песма. На англиските беше ти. На англиски. Интересно. И кажи ми, ти што сакаш да правиш во животот? Кои се твоите цели? Како се гледаш во иднина? Па, добро. Што сакаш да постигнеш? Сакам да сум добро дете, да... Сакам да бидам фудбалер. И други така понатака работи. Интересно е за тебе што често на Facebook пишуваш статуси кои имаат многу длабока мисла. Да, тоа ми е милена работа. Ја обожавам. Ти сакаш да пишуваш за многу битни теми, за љубовта. Што мислиш за љубовта помеѓу луѓето? Кажи ми некоја твоја мисла. По моја мисла, јас го написав овој статус дека љубовта не се прави, љубовта не се уси, дека љубовта е тоа кога срцето само ќе јави. Прекрасно, Мартин. Секако и ти си нашиот пријател кој секако се бори за љубов. И да им пренесеме на луѓето дека љубовта е основното нешто што треба да не држи. Убаво, да. Прекрасно, Мартин. Ајде, Сара. Сара? Да си поминавме. Јас сакам патуваме сите со децата таму. Со децата ти беше Да. убаво. Кажи ми, ти што сакаш да бидиш кога ќе пораснеш? Сакам да пораснам со децата, бавме исто како Стефанија. Како Стефанија сакаш да бидеш? Во некоја емисија исто така ме поздравува Стефанија, затоа што ние сме многу добри пријатели. Заедно вежбаме многу често овој период. И затоа, фала ти, Сара. Драгана ќе ни објасни што правиме всушност сега. Да. Сега, значи, е проектот, најновиот проект со Градската библиотека Климент Охридски и студиото Анастасија. Ние сме љубов. Секоја среда децата одат таму, вежбаме кореографија. Сега крајниот перформанс ќе биде на 25 мај. Ќе видите да не откриваме. Децата се пресрекни, значи не повеќе деца се, не се само овие што се тука присутни, 17 деца учествуваат. Има музички точки, танчерски, кореографија, рецитаторска и многу други. Да, па тоа е идејата, всушност децата од Анастасија центар кои танцуваат, секако да ги споиме со децата од Кочорацин и исто така од Порака, се децата со Даунов синдроми, со попречености во развој секако. И всушност таа спојка на деца без проблеми, деца со проблеми да кажеме, настанува една многу интересна комбинација затоа што преку социјализација тие веќе создаваат продукти во тип на перформанси кои имаат за цел да пренесуваат пораки. Нашата порака е љубов, среќа и обединетост на сите деца, затоа што децата се иднината, како што знаеме. И всушност ние тоа го сваќаме заедно соработувајќи дека иако велиме дека овие деца имаат многу проблеми, имаат некои чудни истории и многу тешки истории, тие се најпозитивните и срекни деца. Да искоментираме околу таа тема. Не мора точно да кажуваме какви проблеми имаат, но можеш малку да им доловиме на гледачите всушност ни што се имаат поминат овие деца. Пред да дојдат на училиште, сигурно не биле прифатени од другите деца, каде што се од градовите. Значи, некои се и без родители, или евентуално со еден родител. Условите во кои што живеат не се баш толку добри, затоа и многу сакаат да идат на училиште. Значи се згрижени, јадење, пиење, дружба, играње, значи со се опфатени. И дури кога ќе дојдат во септември, се случува да си одат дури за зимскиот распуст во јануари, кога ќе дојдат во јануари, на крајот скроз, во 10 јуни, толку.
колку интересно, толку имаат проблеми, земски проблеми, а толку се полни во нивната душа со љубов и со среќа. Не ги искажуваат проблемите, едноставно дружбата и љубовта која што и ние им ја даваме и тие нас, ни даваат сила и за да продолжиме и понатаму и да се изградуваат во добри личности. Точно така. Го гледам Али и тоа е детето кое, значи сите деца нормално кои се тука имаат таленти, но тој е некако повеќе надарен, да кажам, за танц. Кај него проблемот е, како што кажавме, едното ово е целосно оштетување 100%. Да, а на другото има мали остатоци со апаратчиња, малце слуша. Значи сосема малце. Јас како што памтам и пред 2 години кога започнавме беше скоро 100% оштетување, сега веќе има подобрување. Што значи тој воопшто не ја слуша музиката, а ја чувствува исто како да е во него. И тука разбираме дека всушност не треба секој да слуша, за да може да ги изрази своите емоции на уметнички начин. Тоа е многу интересно кај Али, ќе го видиме подоцна што се може тој да прави, но секако да напоменеме дека ова дете е посебен талент кој допрва ќе се развива и допрва ќе го пренесува тоа на сцена и ќе се трудиме да биде што поблиску до мене, затоа што е мојот фаворит од танчери. Точно така, нешто што сакаш да надополниш од твоја гледна точка на целата оваа ситуација во дружењето со овие деца. Што сметаш дека е добро, што сметаш дека треба да се промени околу цела оваа ситуација? Добро е децата се дружат, значи со да речам со нормалните деца од балетот, разменуваат искуства. Еве вчера се случи нашите деца да ги учат на знаковен јазик да разговараат, а за нив знаковниот е многу интересен, го прифаќаат, се додаваат на Facebook, контактираат, може би има и љубов кај некој. А, Мартин? Не? Може би ќе има некоја балерина снашка. Може. И тоа, значи недостаток во никој случај нема, супер е. Прекрасно. Мухамед, кажи ми, како ти е кога играш? Повели. Тева ние беше там убаво играме, да патува и беше другите и нечана и кате беше тајно и кате научи. Јас те учам да танцуваш. А ти дали сакаш да танцуваш? Дали сакаш да танцуваш? Да играш оро? Не? Што сакаш да правиш? Такам да футбол. Фудбал. Па машките ни се сите фудбалери, ги препуштам кај мојот брат Дарко на фудбал. А многу интересно е што... Ама ја има одбрана футбол. Фудбал? Ке игра? Одбрана. А одбрана? Одбрана играл во фудбал. Значи ги тераме да танцуваат, а тие да ти сакале фудбал. Значи имаат мака со нас жените. Ама не, Али тука ги води. Фала ти, Мухамед. Тоа е тоа. Мислам дека понатаму во емисијата ќе ги представиме нивните таленти, како што кажав. А тоа што денес можеме да го заклучиме е дека не треба да имаме предрасуди кон луѓето со попречености, треба да им помагаме, треба да се грижиме за нив, затоа што нивните таленти можат нас да не мотивираат. Нивната љубов и среќа може нас да ни помогне во функционирањето на нашиот живот. Па Драгана, уште еднаш ти благодарам на гостувањето и благодарам нив на гостувањето и сум среќна што се дружиме постојано и ќе се дружиме секако во форма на проекти за сега, но ние приватно си се дружиме секако. Точно, и нас многу ни е мило, знаеш и сама, децата многу те сакаат и ние исто. Мило ни беше што не повикавте во емисијата. Ви благодарам.
ќе ве разбуди и ќе ве потсети на вистинските вредности, на хуманост, љубов и среќа. I have been addicted to love because I was scared of him. I found you, my baby. I like the way you make me feel. You are taking me so high. Nema da si тој што ќе гори во сонот мој. Нема да си тој кој спомени ке врати. Нема да си тој што ме зароби во ноги. Ти не ги помниш зарем не, ти не ги помниш. You know after rain comes sun. Sun rises and shines into your mind, into your mind. You know after rain comes sun. Sun rises and shines into your mind. Find your love, it's uneasy, baby. Hope you get her dizzy. His mom was staring at him, telling the biggest secret, different of life. Во мојата тишина си царувам сам со себе си. Не може да ме допре никаква негативна мисла, ниту пак да ме завладее недобра енергија, затоа што она што го чувствувам е љубов. Мојата единствена мисија е да ширам и да зрачам со позитивна енергија. Тие што се во моја близина можат секогаш да ја почувствуваат среќата, чудејќи се како моите потешкоти преминале во лесно преминати и освестени пречки. Справувајќи се со нив, се надевам дека ќе им отворам пат на многу дечиња како мене, докажувајќи им дека секоја желба може да се оствари, доколку нашата мисла е завладеана од надежда. Негувајќи го сопствениот талент, оставаме вистински траги позади нас. Ние сме кодирани да ја осетиме вистината и добро да прецениме што всушност значи смислата на животот. Тишината, како што знаеме, ги крие одговорите кои нам ни се потребни. Тишината е засолниште на нашиот мир. Луѓето кои се родени во тишина, природно го имаат тој мир. Нека ни бидат пример како да го слушаме сопствениот глас во тишината, кој е наш лидер и е чедо на нашата интуиција.
Диетите и погрешната информираност. Секогаш кога зборуваме на тема телесна тежина, растажувачки е фактот што луѓето се опседнати со губење на килограми, понекогаш и добивање на тежина, а при тоа воопшто не обрнуваат внимание дали му наштетуваат на своето здравје или виталност. Кратковидно концентрирани на сликата да изгледаат добро, испробуваат секакви експерименти на диетите кои моментално се актуелни и кои ветуваат симнување на килограми за толку или онолку денови. Се шират безброј неверодостојни информации само со цел да има поголема заработка. Токму поради неинформираноста на населението, синдромот на дебелина и болестите поврзани со неа се повеќе се шират и покрај тоа што постојано слушаме од луѓето како испробале се нискомасна, високомасна, високопротеинска исхрана, пилули за слабење, прашоци, шејкови и што уште не. Сето тоа е резултат само на погрешната информираност. Дебелината всушност е проблем на несоодветната исхрана. Например, да се исхрануваш здраво не значи лишување од храна и нарушување на здравјето со гладување. Насекаде слушаме дека се треба да се конзумира во умерени количини, но тоа не е баш така. Храната која е добра за нас е добра само во умерени количини, а онаа која не е добра треба да се избегнува, без разлика на количината. Младоста простува. Можеме да јадеме несоодветно комбинирани оброци, нездрава и брза храна, да конзумираме лоша храна за да изгледаме повитко, или да внесуваме многу масноти за да добиеме на килажа, или пак со превисок внес на протеини да добиеме силна мускулатура, или да земеме суплементи кои вештачки стимулираат. Сето тоа би можеле да го практикуваме неколку децении без очигледно штетни ефекти, но потоа почнуваат диагнозите, бидејќи ние немаме представа како да ја сведеме нашата исхрана на ефективна, нискомасна, со 10% застапеност на масноти, немаме поим дека високопротеинската исхрана води до остеропороза, пубрежна инсуфициенција и недостаток на енергија за вежбање. Тело кое одлично изгледа не е всушност единствено нешто што би посакувале. Ако ја пренасочиме нашата концентрација кон здравјето, тоа ќе го забрза патот до постигнување на оптимална телесна тежина, но бидејќи ќе се чувствуваме така одлично, голема е веројатноста дека окупираноста со тежината ќе завземе споредна улога, а приоритет ќе биде виталноста. Сето ова ви го кажувам за да ве поттикнам да започнете да ја проучувате храната, а не да се потпирате на неверодостојните совети кои се лесно достапни на интернет. Исхраната во зависност од состојбата во која се наоѓаме е идеална само за нас, но во никој случај тоа не е некоја универзална диета, препорачува нашата нутриционистка Елена Чороловска. Дали можеме да бидеме со добри мисли за се? Малку е потребно тоа да се постигне. Кон секого да гледаме со почит, најважно е само со убав збор да се разбираме. Секој од нас да подари малку љубов, немирот ќе престане, нема да има поделби. Секој од нас да подари малку љубов, немирот ќе престане, тогаш сложно сите ќе живеат. Дали можеме да бидеме со добри мисли за се? Малку е потребно тоа да се постигне и секој од нас да направи
по една добрина на ден, тогаш овој свет ке е прекрасен. Секој од нас да подари малку љубов, немирот ке престане, нема да има поделби. Секој од нас да подари малку љубов, немирот ке престане, тогаш сложно сите ке живеат. Ша-ла-ла-ла, па-пам, ти-ти-ри-та-там, ти-ти-ри-там. Ша-ла-ла-ла, па-пам, ти-ти-ри-там. Ша-ла-ла-ла, па-пам, ти-ти-ри-та-там, ти-ти-ри-та-там. Та-ра-ра-ра, па-пам, ти-ти-ри-там. Секој од нас да подари малку љубов, немирот ке престане, нема да има поделби. Секој од нас да подари малку љубов, немирот ке престане, тогаш сложно сите ке живеат. Тогаш сложно сите ке живеат. Тишината нека биде наш животен учител, затоа што многу одговори се кријат точно таму. Да им дадеме љубов на сите луѓе кои имаат потешкоти, да им помогнеме преку дела. Со љубов, ваша Стефанија. Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен.